Во еден ваков амбиент со ликовни дела од реномирани домашни и странски автори, навистина е пријатно, неформално, ненаметливо и незадолжително да се однесуваме со нашиот денешен гостин. Од тука тргнуваат и серијата интервјуа со јавни личности што ги подготвува К3 телевизија за вас, драги гледачи. Почитувани гледачи, се наоѓаме во кабинетот на градоначалникот Зоран Дамјановски, кој што 10 години е градоначалник на општина Куманово, на најголемата општина во нашиот североисток. А особена чест ми е што издвои време да не прими во неговиот кабинет, со обзир на неговите секојдневни обврски. И еве да го поздравиме неговото гостување во нашето интервју. Добар ден. Добар ден на гледачите на 3К телевизија. Ево имам чест први пат да сум во вашата програма. Само да допуне во најава да кажам најголема општина во Македонија. Секако. Така да ние сме и носител на регионот и едно од најзначајните сегменти во општиот политички живот во Македонија од аспект што општина Куманово е мултиетничка општина по некаква етничка карта, нешто слична Република Македонија, значаен чинител во општата геостратешка позиција на Македонија, многу значајна точка во Република Македонија. Ние денеска сме тука за да на некој начин го одбележиме вашето 10-годишно позиционирање на местото градоначалник на општина Куманово. Хајде да погледаме што велат граѓаните токму на ова едно единствено прашање. Имаше некои проекти, меѓу кои е, например, булевар, ама тој не личи уопште на булевар. Одма, како ga пуштива употребу, одма морава еден дел да прекопав, па да стави нов слој, тако да... Што би ви издвоили од овој 10-годишен мандат на нашиот градоначалник? Па би можело и подобро да биде. У секој случај, поготово последните 2-3 години, да продолжат тие инфраструктурни мали работи, меѓутоа на големо задоволство на граѓаните. Пред се улиците, може би уште некоја детска градинка, нели, влада и сите се трудат да има што повише работни места, тоа значи мајките да бидат запослени, ама детата да бидат збринати. Некој дедо и баба да ги чуваат и воспитуваат, ами институции кои за тоа се оспособени. Конкретно, што му фали на Куманово? Што му треба? Да се заврши спорт, овој базентот. Да се заврши базентот, па има и други работи, сега моментот можете не можам да се сетам, ама посакувам ради кумановчани, ради нас, да сето тоа успее да го направи. Да биде успех на сите нас кумановци, не само негов личен успех. Добро, ништо посебно. Супер, све е направи, град ga направи Стамбул. Осветлење, што да ви кажам, горе парк ga направи за старци, па стварно што, супер, немам речи, еден пут. Ништо нема направи. Што направи? Лани сум отишла како сиротиње, седо под кирија, викам дај ми едно станче. Немам станови. Нема станови. Ке си помогну со пари. Пак ама и пари. Ни пари не ми даде, цело зиму сам мрзнала од ова, што немам пари да купат дрва. И какъв е градоначалник? Не е за народот. Река доле, кеј, нели, кеј тамо ga вика направи, тоа е убаво. Па имаше, нели, уведување на грејење с газ. И тоа е исто позитивно, доста позитивно овие школе. Камата и среќа да беше и по улици. До сак е добро вие. До сак е добро, па сак натам не може да кажеш. Нема што да кажу, све е видено. Погледните ги шахте. У ниедну не улаза вода после кишу. Сви су изнад ниво на тај асфалт. Ама градила га многу добра фирма. Хуљус и Комерц. Значи, народ, меѓународ се збори, у што ја верую. Чим е дадено на приватну фирму, туе нешто смрди. Такој да, што ќе кажете, ќе презентирате, молува и овој да го кажете. Фала лепо. Иначе други проекти нема. Позначени. Град ни е хаос, прљав, уништен,
паркинзи постои, кој ги зима пари и тој не знаемо. Паркинзи има, наплаќа се, ама пари ги нема. Значи, некој нешто прави. Наши вика, ако гледате дека трава мрда, нешто има проваѓа ту или жељка или змија, тоа е народна поговорка и тачна, како сви други поговорки што су. Мене конкретно, ја лично не сам задоволен од негову работу. Јас сам стар кумановац, 63 години имам, пријател сам с njega, али, нажалост, оној што треба да го имамо ми у Куманово, ga нема. Па нема нешто посебно, не се многу мешам уште. Али за овие 10 години, за тие првите што беа први 2 мандата, па нешто направи. А сега ќути трае. Па не знам што да кажам, во последниот мандат нема многу. Преходно имаше нешто вложено. Сега јас што немам друго што да кажам. Кај нас, јас кај седам во долу, кај автобуската, само што не поплави оној пат. Значи, апелирам да се чисти реката почесто, да не дојде до последици, бидејќи доцна е да плаќаат последици, да ги плаќаат отколку претходно да се санира. Јас знам дека финансиска состојба е тешка, но меѓутоа треба да се вложат напори. Не сме задоволни од ништо не е направија века Куманово. Тој имам да кажам, ништо друго. Вика, ќе сам го направи. Тој ли е ќе е направено, а? Ништо нема направено. Само гледат они за онини джепови, а за народ не ги брига. Тој може да каже. За народ не ги, ама опште не ги интересира. Да, како што видовме, поделени се мислењата, нормално за очекување да е така. Меѓутоа, јас би ви предложила да поминеме на некои полесни теми. Јас управував со ова општина колку што можев. Ја не сум задоволен. Искрено ќе кажам, живеев во едно време, не време, под силни притисоци, многу големи искушенија и се обидував барем да политички делувам онака како што овој град го заслужува. Она што направив ќе остане како обележено, ono што не успеав да го завршив ќе остане како трага поза мене и патокас на тие што ќе дојдат, ако дојдат поза мене, можеби и јас ќе бидам, не знам, ќе бидат изложени на тој ризик да треба да ги довршуваат сите овие отворени комунални и граѓански проблеми во град Куманово. Да ме прашам нешто. Кога тргнавте во политичките води, колку што се сеќавам, бевте во странката на Југословени тогаш, не така? Дали жалите за тоа време? Не мислам за таа партија. Дали жалите за тоа време? Што би смениле сега од позиција на тогаш? Јас бев член 91-92 година, како и многу мои колеги, на странка на Југославија, не Движење за Југославија, странка на Југославија на граѓанско здружение кое ја водеше наш познат академик Ѓурчинов. Значи немаше никаква веза со комунистите. Како информација за граѓаните на Куманово, ниту јас, ниту некој мој од фамилијата потесно и пошироко семејство бил некогаш член на СКЮ, СКМ, тогашен. И многу ми тешко пада кога некој ќе ме каже комуњари, а сите тие што биле, почнувајќи од вашиот газда, биле членови на таа партија и користеле сите бенефити, на тогашното општество. Сега се некакви антипротивни, не знам какви све. Јас имав чувство дека таа заедница даваше можност едукативна, економска перспектива за инклузија во едни современи општества. Меѓутоа, виорите на војната направија тоа што направија и тоа беше една погубна идеја. Да предпоставиме, градоначалниче, дека вие или некој од нас е тој кој што доаѓа во Куманово. Наидува прв пат на една табла која што се вика индустријска зона Речица. На таа табла тој непознаникот не гледа ништо во моментот. Не гледа никаков објект. Што се случува сега во моментот
поминуваме веднаш на степ бај степ на прашање по прашање од самиот влез во Куманово, па ќе одиме по некои други теми. Па видите, тој дел е искреиран, то заложба на купниот концепт за креирање на локален економски развој и локалната самоуправа пред негде 2,5-3 години донесе урбанистичка документација за тој дел на градот. Меѓутоа, на моје жалење, бидејќи јас сум општина од опозиција, што не коинцидира со она што се вика локалната самоуправа и децентрализација, бидејќи уште кај нас во Македонија немаме регуларна децентрализација, ние таа зона искреиравме и во тој период до донесување на закон за менаџирање на земјиштето, Министерството за транспорт и врски успеа на некој ирегуларен начин да продаде неколку парцели од таа зона. Ние во изминатите година и половина објавиме неколку конкурси за јавен повик за купување на земјиште за индустријска зона Речица, каде имаме незагадувачна лесна индустрија. Меѓутоа, на моје изненадување, ние немаме одзив. За да општината Куманово влезе посериозно во инвестициите во таа индустријска зона, треба да добие едни огромен број на средства, а на конто тоа немаме заинтересираност на стопански субјекти. Добро, да се надеваме дека сега во септември, кога е најавено второто или не знам кој е поред јавно надавање, ќе се продаде нешто од парцелите. Ќе биде и, видите, немам некој преголем оптимизам од аспект што за таква една поголема заинтересираност треба да има амбиент. Така, да продолжиме ние со некои теми кои што се од особен интерес на граѓаните на Куманово. Ќе се вратиме повторно со предпоставка дека влегувате во Куманово и влегувате на клучката кај поранешен монопол, сега во моментот само објект затворен. Не дојдете на една темнина. Да ве прашам, сметате ли дека состојбата со осветлувањето во Куманово воопшто не е минорна за сите нас, а најмалку за луѓе кои што влегуваат во Куманово? Дали е таа во надлежност на јавното предпријатие Паркинзи од Куманово? Зошто се случува тоа? Кој тука не реагира? Да ги поделиме на два дела работите. Значи, оној дел за кој зборувате, влезната партија на Куманово е надлежност на Агенцијата за магистрални и регионални патишта. Оно што се однесува до градското осветлување, мислам дека во моментот може би има некои дефекти во некој дел, меѓутоа генерално осветлување добро се сервисира со некои исклучоци. Би направиле тука еден мал пресек за ова што говоревме досега, што подготвивме како прилог за граѓаните, што велат граѓаните и ќе продолжиме понатаму. На околу 7 километри од граничниот премин Табановце на клучката за влез на Куманово ќе ве пречека табла со надпис Индустријска зона Речица. Практично ова е огромна површина парцели со илјадници квадратни метри, но без ниту еден индустријски капацитет. Проект кој општината го промовираше уште пред 3 години и пред јавноста и пред кумановската бизнес заедница, со цел да се потикне економскиот развој, но не најде на интерес и за сега е нереалност. По 3 спроведени лицитации, од кои на двете не се јави ниту еден понудувач, на третиот обид се продадени едва и 2 парцели, наменети за лесна незагадувачка индустрија. Локалната самоуправа подготвува инфраструктура и документација за ново јавно надавање, кое ќе се одржи во септември, со надеж за поголема заинтересираност или народски речено повеќе среќа овој пат. Имено на тој локалитет досега се продадени 6 вкупно парцели, со тоа што претходните 4 беа лицитирани од страна на Министерство за транспорт и врски. За сите тие веќе се издадени одобренија за градба и не знам дали се отпочнати со градба, додека овие последни што се продадени од страна на општина Куманово во тек се постапки за издавање на одобренија за градба. Секако ние имаме интерес да се таму развие индустријска зона, затоа што сметаме дека самото местоположба на таа локација е многу интересна за идните инвеститори, било да се домашни или странски. Така да од страна на
секторот за урбанизам веќе се преземени одредени действија, значи направени се проектни документации за изградба на инфраструктура. Одобренијата се моментално во тек, така да по завршување на истите ќе се распишат исто јавни објави на кои што ќе се добие понудувач кој ќе ги изведува тие инфраструктурни проекти. Ние во септември се надевам дека ќе распишеме нов јавен повик во кој ќе ги понудиме сите останати локации. Може би не доаѓа до реализација на истите толку брзо затоа што цена почетна за изградба на трговски единици големи 800 денари метар квадратен, додека за хотели е 230 денари. Парадоксално но вистинито, во Куманово нема хотелски капацитет како што заслужува град од над 100.000 жители. Поранешните Куба и Кристал пропаднаа во транзицијата. Надежите и за овој проблем се свртени токму овде, кон зоната Речица, каде што има предвидено парцели наменети за изградба на хотел кој ќе ги задоволи стандардите и потребите. Како и да е, изградбата на хотелските капацитети ќе почека подобри времења, но дали е потребно да се чека и за осветлувањето во градот, се прашуваат кумановци. Кога ќе влезете од автопатот во делот кон некогашниот монопол, не се гледа прст пред очи во вечерните часови. Овде ќе ве пречека минимална светлина која доаѓа од отраените сијалици кои половина работат, половина не се пуштени. Ќе темница начекавме и во делот кај Ловечки дом. Фреквентната клучка на излезот од градот рече си да нема осветлување. Најтемно е од црквата Света Мина па се до Доброшане. Освен клучките, на осветлени се и улиците и шеталиштата. Старите канделабри со години не се заменети, како и уличните светилки, се жалаат кумановци. Апелираат да се реши проблемот затоа што граѓаните осветлувањето го плаќаат во сметките за потрошена струја, кои потоа се префрлаат во општинската каса. Тие, видиш што, тие имаат осветление, само што тоа е неисправно. Треба станарите и да се пријави да биде санирано, иначе се е во ред, има електрична инсталација секаде. Па и во овие села што се горе у овој Козјачкиот регион, Пъклиште, Деловсе, таму има струја, овдека значи нешто не е во ред инсталација, треба да се преземат мерки, значи од секаде има струја овдека. Па тоа кога ќе прегори сијалица, сигурно се менува може после една година или две. И затоа е така. Сега дали е баш на влез или на излез, не знам, али сигурно има. Па они знае дека нема светло таму. Знае дека плаќаш улично осветлување и нема. И сега ти па добри 2 километра од Ловачки дом до центар на Добрашане нема осветлување, а сви ga плаќаат. Излегуваат животни, што да ви кажам, нон-стоп, уште мечка немам видено на пат. Сега не е ни оградено, ни ништо нема никакво, ни осветлување, ни оградено ништо. Па или не се навремено сервисираат, или некој квар има, важно, нема слабо осветлување, не само овдека, повеќето и во целиот град. За уличното градско осветлување надлежно е Куманово паркинг. Оттаму информираат дека за улично осветлување на годишно ниво се одвојуваат по 40 милиони денари. По изминатите 10 години од вашата позиција градоначалник на општина Куманово, ќе се сложите ли нешто, ако го поставиме како теза, дека не само за овие 10 години, туку и предходните 10 години од транзицијата на Македонија, Куманово на некој начин е оставено на маргините, на битни, суптилни, реално потребни решенија за одредени достоинствени граѓански прашања. Ќе се сложите ли дека вашите капитални проекти, тука е градскиот кеј, тука е базенот, се уште се во прва, можеби во втора брзина? Па видите, јас сакам да истакнам дека Куманово е град кој е најдобар показател што значи транзитски период. Од град кој имаше над 42.000 вработени, после транзицијата, Куманово ради неадекватна оспособеност на пазарното стопанство во независна Македонија, бидејќи стопанството, односно економијата во Куманово пред транзиција беше адаптиран за голем пазар. После транзиција на овој пазар многу од нив доживеа стечени поставки, многу се затворени, бидејќи не успеа да се адаптираат на новите услови на стопарисување и Куманово го доживува најголемиот
свој социјален немир во тој период. А замислите, Куманово, најголема општина, како што кажавте, нема економска техничка зона, а Ранковци, кој има 1500 жители, прават економска зона за 5000 вработувања. За мене тоа е дефинитивно нонсенс, бидејќи таму нема ни луѓе кои да работат. Сакам да поетирам. Проектот на Кеј стар проект од 5-7-8 години, кога има сва поплави, кога е направена регулација и кога Куманово го реши тој жежал проблем. Што се однесува други инвестиции, направени се, значи кажа, спортски сали, атлетски полигони, 10 спортски терени, мали два терени за рекреација, тениски игралишта, зелени површини, значи направени се реконструкција на едно 8 до 9 училишта, направено е над 50 км реконструкција на патишта и се оно што е можност на буџетот. Дел од граѓаните и јавното мнение ги вперува причините за недомаќинско работење на локалната самоуправа и затоа се, како што реков, се уште некои капитални инвестиции, кои што се говориме за периодот кога вие сте градоначалник, по-конкретно еве за Олимпискиот базен. Да. Дека тоа е уште во изградба, ние ќе предлагам да направиме пак еден пресек во емисијата, да погледнеме еден прилог и потоа пак ќе продолжиме на одредени теми. Градскиот Кеј е единственото место каде граѓаните на Куманово може да се сокријат од градскиот метеж и да се релаксираат во прекрасниот парк. Градскиот Кеј е единственото место каде граѓаните на Куманово може да се сокријат од градскиот метеж и да се релаксираат во прекрасниот парк, уреден со зеленило и цветиња. Местото кое што во попладневните часови ги собира сите кумановци, од најмалите до највозрасните. Но сепак кумановци сметаат дека целосен погодок би било доколку се доизгради целиот Кеј и се поврзе со Проевце. Ги користиме спортски терени, често тука имаме некои тренинзи како за трчање, за кондиција во летен период. Треба ли да има нешто повеќе за млади овде на Кеј? Треба да има повеќе некои игралиште плюс и да е за кошарка, за фудбал и да е почисто, да е посредено. Слушајте, Кејот е добар, уреден е. Само штета што не е продолжија до вруќу воду, бар еден наш граѓанин кад се шета да може да отиде до наше тој прекинат е еве куде и тој, иначе друго е добар. Реката треба да се очисти. Си возам ролери со братучијет ми и сестра ми. И како е убаво? Да. Не успеа да ги заштитат. Овие светла беа сите добри поставени, затоа што ја тука во близина живеам, поставени добро клупите поставени, али хулиганите ги искаршија. Што да ви кажам? Градските власти тука треба да дојдат до изражај, али... Супер е, да го прошетаме мале. Како е овде на Кеј? Средено ли е? Ви одговара ли? Па не се најбезбедни како што може да бидат, добри се. Клупите? Клупите треба да ги чуваме ние повеќе и треба да се одржуваат, не? Ветер кад ќе дуне, да те угуши да не можеш. Некња липсан добитак, фрлен туја. Смрди патруја. Говеда у центар се не чува, што не е дозволено. Тој едну кокошку не смееш да чуваш, али ово е жалосно. Ете, тој ни највише загадуе. Инаку градскиот Кеј претходно беше депонија, но со проект на локалната самоуправа и странски донации беше изграден во 2006 при што беше извршена и реконструкција на коритото на Кумановка. Согласно проектот, Кејот требаше да биде изграден до Митев мост, но претходно требаше да се изврши експроприација на земјиштето за да може општината да гради. Како и да е, кумановци има каде да се релаксираат, но затоа со нетрпение чекаат да биде изграден Олимпискиот базен, капитален проект со финансиска конструкција од над 100 милиони денари. Неговата изградба започна пред околу 3 години и се очекуваше истиот да биде завршен до крајот на наредната година. Поради финансиски блокади на општинската каса, градежните работи неколку пати беа стопирани и неговата реализација се одложи. Во моментот објектот е во фаза на затворена карабина и се работи на поставување на инсталации и водоводна мрежа. И покрај интензивните работи на проектот, најголемиот дел од кумановци сепак не се оптимисти дека наскоро ќе се капат во новоизградениот базен. Па овој више требаше да биде готова, а зашто не е готов, не знам. Гледам, задње време работив мајстори нешто, валја ќе биде ускоро. За ова лето За ова лето не верувам, али за следеќо више би требало. Не бива ништо тоа. Само, па не знам, нема пари општина.
Чисто сумњам, па еве пројдете сега да видите, да снимате тамо, дека нема ништо тој. Па јас мислам дека сепак ќе го направат, да се надеваме. Би ги користеле ли услугите на Олимпискиот базен? Па секако, дека би ги користела. Да. Зошто? Нема да биде. Ни ово лето, ни наредно лето не биде. Па до сега, Бога ми, не бе во промис. Ако сега се работи ентизивно да биде готово, тоа ќе ме радува, затоа што нашите деца би требало да научат да пливат. Се уште не е решен ниту деценискиот проблем на жителите од село Пчиња со депонијата лоцирана на самиот влез во селото. Пчињани предупредуваат дека самата депонија може да предизвика еколошка катастрофа и да ги загади родните ниви и водата каде што се произведуваат житарици и реноградинарски култури. Со проблемот засегнати се уште 5 села во регионот, велат мештаните. Тие во неколку наврати протестираа пред надлежните институции, дури го блокираа и патото и депонијата и не дозволуваа депонирање на сметот. Што веќе да порачаме? Значи, ние сме испорачале и никому ништо. Никој ни не слуша, никој ни не гледа. Најголем проблем во Пчиња депонија. Од депонија водовод. Се загадува водата, пошто ние моментално веќе немаме водовод направено во село Пчиња. Проблем е во село депонијата, има доста смрдеа се осиќа навечер, еве сакаме да излеземе надвор да седнеш, се осиќа смрдеа. Има кога ќе појдеме од Куманово навака да дојдеме за кај Пчиња, по пат чистота. Нели се вели чистота, ама чистотата не е, по патот се наоѓа паднати алишта, паднати џакови, кучиња умрени, не е. За гледка не е убаво да се гледа. До животна средина со инспекторот, државниот инспекторат што е на животна средина имаме контакт секогаш кога има голем демер и било што на депонијата, ние го известуваме. Мислам дека и самата локална власт треба да размисли не само да имаат казни, да плаќаат казни, него со тие пари може да ја одржуваат депонијата додека не се направи регионалната депонија. Општината овој проблем планира да го реши со изградба на горилница за цврст отпад во селото Доброшане. Проектот ќе се реализира преко североисточниот регион со средства од европските фондови и други донации, при што е предвидено изградба на 2 санитарни депонии, каде што сметот ќе го депонираат 6 општини од регионот. Значи, градскиот базен отпочна со градба пред 2,5 години. Има период на стагнација негде од година дена, од аспект што имаме блокада и задолжителна резерва од оваа судска пресуда, која се надевам дека у најскоро време, после ревизија на политичкиот и правниот систем во Република Македонија, ќе се најдат виновниците и ќе одговарат за оваа работа. Базенот сега се гради со една динамика, се надевам до крај на година ќе биде изграден, и тоа како компарација, цената на тој базен ќе биде 2.300.000 евра. Овој базен, како информација, го градиме многу упорно и сме цврсто определени дека ќе го завршиме. После сите овие пречки што ги имаме во нашето финансиско работење, а ја би сакал да знам која е таа недомакинска одлука или несврсисходна финансиска одлука на општината во однос на тоа што имаме закаснување на капитални инвестиции. Многу пати одлуката на администрацијата потврдена од Советот за некои приоритетни цели на сметка на овакви објекти се зауставуваат за да одиме на некои побитни и подинамични работи кои во моментот се приоритетни. Сега, воената криза исто така отстапува место на капиталните инвестиции. Отстапуваме место. Кога имаме неколку поплави, изливања, санации, чистења, исто така притедадаме на тоа. Кога имаме некакви акутни состојби за да може да решиме некои приоритетни цели за определени зони, исто така. Така да на буџетот на локалната самоуправа е таков како што е скроен. Знаете што, градоначелниче, имам впечаток јас и нормално и граѓаните, дека не е веќе времето кога граѓаните се потполно неинформирани и само тоа што им се сервира. Значи имаат можност да пратат разни информации
особено сега напливот на социјалните мрежи, пак си прави свое, тоа не е нашата тема на разговор. Спомнавте? Па види, нешто не е наша тема на разговор, али од испитување на јавното мислење во Република Македонија, 20% од луѓето се информираат од интернет и социјални мрежи. 80% од луѓето добиваат информација од национални медиуми што има национална концесија. Од сите медиуми што имаат национална концесија, 95% се под силно влијание на централната власт. Па видите, имаме борбена криза у Куманово кој погина 8 припадници на МВР и 37 се пријавили. Цел ден на македонските национални концесионери дава музика, игра и ора. И не дава информација од терен. Значи, јас ви кажувам она што е перцепција на народот. Ве слушав внимателно пред малку кога кажавте дека во времето на, за жал, не толку одамна, на 9 и 10 мај и во времето на поплавите, локалната самоуправа ги одвојувала дел од своите средства, нормално, тоа и го забележавме и преку медиумите, за да ги обештети настраданите. Меѓутоа, јас пак ќе ви забележам сега, ќе си дозволам да ви забележам, се надевам дека нема да ми замерите. Во ниеден момент не спомнавте дека и владата на Република Македонија ги обештетува тие исти граѓани. Сакам да кажам, јас немам никаква ингеренција да учествувам во тоа што е направено од некој во некое време. Значи, ние имаме задача да ја зауставиме хуманитарната катастрофа, хуманитарните проблеми, сместување, хуманитарна помош, уништување на комунална инфраструктура, комуналниот ред да го запазиме, каде локалната самоуправа со една оваква состојба нема ни капацитет, ни можност да ги збрини сите овие оштетувања, да кажем. Проблемот на ревитализирање на тие односи е долг период. И тука ние сите треба да се вклучиме целосно, почнувајќи од локалната самоуправа, политичките партии во Советот на општината, граѓанските здруженија, невладините организации, авторитетите од тие региони, спортските, културните друштва и така натаму, за да ја вратиме само до вербата и почитувањето помеѓу определени етнички заедници. Да се надеваме, следејќи ги постојано состојбите на терен, се смета дека и се гледа дека кумановци, без разлика на која етникум припаѓаат, се со висока свест, особено од се ова што се случи. Вие бевте постојано присутен на терен, нормално дека многу повеќе знаете, меѓутоа да се надеваме дека оваа ваква состојба како што е сега ќе остане во далечен заборав. Ние имаме и други теми кои што се секојдневни, нели? Не можеме постојано да се бавиме само со нешто кое што е во секој случај број 1 тема. Меѓутоа, јас би ве запрашала нешто друго. Спомнавте вие соживот. Спомнавте мултиетничност, голема застапеност во Куманово и кумановските села. Па еве да тргнеме од едно село во Куманово, например, село Романовце, еве едно чисто етничко село Пчиња, да тргнеме од една населба Карпош. Најверојатно знаете дека таму луѓето многу замерат за некои нешта кои што се ветени и нереализирани. Да го погледнеме нашиот прилог. Треба да се преземе некои мерки што би могале побрзо да се изчисти, затоа што и тој проваѓа фјафти све. Па доваѓаат чистота зеленило чисти у месец, едно мали џабе. Тоа е све џабе. Ние бараме како Совет на родители комплетна реконструкција на овој мост, бидејќи сега ќе покажам водата при еден дожд, поголем дожд, одозгора од Салон до овдека се прави едно големо езеро и децата не можат нормално да одидат на училиште. Безбедноста на децата на оваа фреквенција е загрозена. Највише ни смета смрадот. Смрадот најповеќе ни смета, бидејќи е неподнослив. Нерешени проблеми со испуштање на фекални води. Значи, испуштање на фекални води. Рекоа комшиите дека не направена канализација како што треба и никој не работи на тоа веќе 10 години. Проблем првенствено за нашите деца. Увек кога има кишовито време, деца се дави у воде и у кал. Погледнете сами снимите дека е све у дупке. Улично светло, значи не е една сијалица, него су
10.000 пријавено е, значи у февруар месец ќе дојде за 2 дана. Пред месец дана нема никој. Како прво, наша населба немаме пат. Значи, патната мрежа што е била од порано, таа е уништена. Имаме доставувано, значи, писмени барања до општината, до градоначалникот. Пред 2 години бевме лично кај него, даде ветување дека патот ќе биде направен, ќе ни даде помош, зашто и ние обеќавме дека ќе собереме некои средства за да биде направен тој дел од патот што е оштетен. Тогаш го правиме муабет и после така и остана. Не знам колку знаете, имаш изградено и пуштено во употреба градинка во населба Карпуш во пределот на касарната доле. Меѓутоа, после смена на тогашната власт, дојдоа други, градинката за месец дена се затвори. Штета е ово толку голема населба да нема една таква установа. Надлежните велат дека проектот постои, дека моментално пари нема. Сепак се гледа дека проблемот е очигледен, отворена канализација, опасност од разни болести, се знае, отворена канализација тоа е бактерии. Канализацијата е катастрофата. Летно време, у 12 ноќе, знаеш кога смрди, па преко ден да не збориме. Немаме некоја инфраструктура тука за да ни се направи каналот да не тече вака вода. Еве цело зимо снегови, киши, цело време дождови, водата дури на асфалт тече цело време. Ќе го и овој асфалт што ни го направија, ќе ни го сруши водата, ништо не направиме. Цело време ни обеќаат пред гласање за каналот, ќе се прави. До надлежни институции апелираме да некако смогнат сили да се направи овој канал. Да продолжиме, значи во селото Пчиња долгогодишен проблем депонијата. Проблем на сите нас, не само на селаните од село Пчиња. Канализационата состојба во село Романовце видовме каква е. Барата во населба Карпуш видовме каква е. Дали можеме овие теми да ги оставиме настрана и да се бавиме постојано само со едно те исто? Видите, ако ме разбрате што зборува во претходниот период. Потполно. Зборувате за депонија. Депонија е регионален проект. Депонијата не ја донесол Зоран Дамјановски. Таа депонија постои 60 години. Значи, видите, ние не можеме да земеме таа депонија да се на некое друго место. Тоа е илузорно. Значи, концептот на менаџирање со тврд отпад е национална програма и регионална програма. Значи, она што зборуваме за Романовце и Пчиња, има вложено над 3,5 милиона евра у задни 4 години. Значи, регулиран пат, пристапи, некои улични решавања на инфраструктурни проблеми, малски да кажеме. Тоа е она што зборуваме вистината. Значи, граѓаните мора да ја свата суштината на проблемот, за да имаат реална слика и перспектива да креират мислење такво како што заслужува оваа Македонија, овој град. Добро, ние говориме за вас. Дали можам да си дозволам да ве прашам што потоа? Што потоа политиката? Па не Кои се знам. вашите планови? Па не знам што. Имам уште 2 години мандат. Кога ќе се заврши мандатот, не полни 2, скоро 2 години мандат, ќе размислувам зависно од политичкиот амбиент во Македонија. Може би ќе одите во Словенија како што се шпекулира каде што имате приватна ваша болница? Па тоа е типично за ВМРО-ска пропаганда. Прво, мојата ќерка живи во Словенија и еден врвен ентузијаст кој работи во клиничкиот центар во Љубљана. Сега за неколку месеци ќе докторира на теме регионална анестезија во референтните центри во Европа и може да се гордејаме на денеска ќе пристигне во Куманово за да се посвети малку на фамилијата. Она пред година дена доби награда во Брисел како најдобар ресерч проект во Европа. Така да најверојатно тие шпекулации јавно ги демонтирам преку вашата телевизија. Јавно демонтирам за мојата ординација. Никогаш не сум имал, ни пак ќе имам ординација.
така да ви објасним да таква работа не постои. Трето да бидете за неколку недели ке депонија на Јули Свечево да ги заврши изпитите факултетот, значи има уште, не знам дали има потоа некоја пракса и како иде тоа. Така да најверојатно и он ке бара некоја солуција, може надолу да иде надолу да иде надолу Да, како и да е. Вие имате причина да бидете среќен родител, среќен семеен човек. Вие најверојатно ќе го изберете најдобриот пат ако завршите со политичките ангажмани. Би ве прашала нешто незадолжително. Верувате ли во игри на среќа? Види, за мене влизат секакви раскази, приказки, анекдоти, не знам што све. Значи, не би кажал никогаш дека тоа што се зборува не е вистина. Меѓутоа, одговорно може да кажам председател македонски јавност дека од 2001-2000 година јас мојот темперамент го дозира према потребите на фамилијата, од аспект што младоста тука негде ми завршуваше и годно во еден период каде фамилијата имаше потреба од целосна моја посветеност, така да сите тие анекдоти, приказки, раскази што се прават по кулуарите се невистините. Одговорно тврдам дека никогаш во задните 15 години не сум се дрзнал на ниједна било какво од тие изведени заклучоци, значи нема никаква основа под. Се тоа беше во мојата младост, кога има можност и кога можеби и годините и темпераментот би дозволувале да се однесувам така, може малку по-неформално. Се тоа било некој период, јас ова што кажувам вистина, кој сака да од тоа прави некаква, бидејќи тоа не ми сметаше на мене во изборите 2005 година. Тоа што е централна тема на целата јавност на дискусија за сите тие мои младалашки излети, настапи и она што сакаа да го прикажуваат луѓето. Меѓутоа, на крај после 10 години мислам дека сите се убедени дека работата одела по некој друг правец и се надевам дека тоа е само едно минато кое луѓето полека не го стават во примарен план. А јас пак се надевам дека нема да ми забележите ова што го постави ваквото прашање. Тоа одговори на еден многу интересен дуј од 2005 година. Човек што нема минато, нема идеја. Од тие кандидати, бидејќи тоа се кандидира многу луѓе, многу 6-7-8 кандидати имаше, и они ми покажуваат некакви разни памфлети и она, и ме прозваа у медиумите за разни работи. Меѓутоа, јас кажам дека никош не сум негирал дека дел од мојата младашки темперамент, мојот профил не бил така. Меѓутоа, ако немаш минато, немаш идеја. Јас тоа го и денеска тврдам, тоа не треба да биде пракса, меѓутоа е еден сегмент од животот и така. Нормално, а јас пак нема да го исклучам зборот среќа. Случајно дознав денеска дека вам ви е роден ден, среќен роден ден, да ви посекам од редакцијата на К3 телевизија пред се Мирно Куманово, вам лично многу здравје и среќа. И се она што ветивте, вие лично како градоначалник, со програмата Нормално развој на која што имате пред вас, во најбрз временски рок, а вие знаете кога и како, ќе го направите тоа и ќе им се одолжиме на граѓаните на Куманово сите заедно на свој начин, ние како медиум и вие како градоначалник. Ви благодарам на одвоеното време денеска. Се надевам дека ќе биде така. Значи, прво родендените беа многу значајни. Човекот како ти бе повозрасен док, така нема многу се зголемуваат бројките. Меѓутоа ја не патам од старење. Јас сум човек што кажа имам богато минато и се она поза мене ми е гордост, така да се надевам дека ќе имам во
едината можност да раскажувам за се што било во овој изминат период. Денеска пунам 59 години, драго ми е што успеав во мојата професионална кариера и нешто помогу во политичката, бидејќи ја председник добар професионалец, да одбележам еден период во овој град. Да се надеваме дека ќе имаме уште убави моменти за контакт. Се надеваме.